Распаднати тоалети и скршени славини, мувла, разронети плочки, неподнослива реа. Сапунот е луксус кој го нема. Ова е состојбата во повеќето училишта низ Скопје, Тетово, Дебар, Куманово, Струга и Кичево. Во обид да ја поправат ситуацијата на социјалните мрежи, започна кампања, која има за цел подигнување на свеста кај надлежните за важноста на хигиенските услови во образовните институции. Поради ризиците за проширување на заразите од грип и особено од опасностите кои доаѓаат од вирусот корона, младите новинари во склоп на мрежата се одлучија да поттикнуваат кампања за подигнување на свеста. Веќе една недела на социјалните мрежи граѓаните споделуваат фотографии и видеа. Во една од објавите кои се иницијатива на млади новинари практиканти, а во која се приклучиле и голем број на поединци, стои: можеме да се бориме против грипот и коронавирусот со сапун и вода, но нема сапун во Средното економско училиште 8 септември во Тетово. Ама не само младите, алармираат и професорите кои вината ја гледаат во оние кои што управуваат со овие институции. Професорот Илија Ацевски вели дека ова е само доказ за тоа во каков колапс е системот во државата. Оние кои што се на тие раководни места, особено во училиштата, во јавните институции, установи, они би требало да превземат поригорозни мерки во однос на вработените и тоа говори за криза на тие системи. Меѓу другото, кризата на тие системи гледате во хигиената. Тоа кога ќе влезете во една институција, тоа е дел од тој човековиот живот, не е дел од тоа функционирање. Кога тоа ќе погледнете и веднаш се соочувате со една, како би рекол, едно разочарување дека во таа институција каде што сте нешто не е во ред. Алфа телевизија го праша Министерството за образование зошто нема хигиенски услови во образовните институции, меѓутоа одговор до почетокот на вестите не добивме. Учесниците во кампањата најмногу стравуваат дека со немањето услови за хигиена постои голема опасност од драстично проширување на сезонскиот грип.